Висока корупција во владата, неефикасни судови, насилство и закани врз новинари. Ова се само дел од критичните забелешки на последниот извештај на Стейт Департментот за Македонија, посветен на човековите права. Сите мерења на јавното мислење во различни анкети досега, што власта се обидуваше да ги игнорира или да ги оправда, сега се потврдија во овој извештај. Владата е најголемиот работодавач во земјата и невладините организации велат дека оваа доминантна улога на владата во економијата создава можности за корупција. Анкетите постојано покажуваат дека корупцијата е еден од најголемите проблеми за граѓаните. Според Стейт Департментот, корупцијата во затворите е ендемична, но забележуваат дека е многу присутна и во судството и во обвинителството. Извештајот се осврнува и на фашистичките имиња на бугарските клубови, потсетувајќи на иницијативата од еврејската заедница во Македонија за санкционирање на антисемитизмот, која уште не е преточена во законско решение. Еврејската заедница се пожали дека нејзината иницијатива од 2017 година за измена на кривичниот законник, што ќе окриминализира антисемитизмот, негирањето и искривувањето на Холокаустот или глорификација на нацистичките и фашистичките символи, допрва треба да биде усвоена. Во извештајот на Стейт Департментот за Бугарија пак, Соединетите Американски држави потенцираат дека нашиот источен сосед, на тамошните македонци во континуитет им го негира правото на здружување. Властите продолжија да негираат регистрација на етничко-македонски активистички групи и покрај бројните претходни одлуки на СЧП дека со негирањата се нарушувала слободата на здружување. Веќе 50 години поред, Соединетите Американски држави објавуваат извештаи за 198 држави, во кои се цени примената на Универзалната декларација за човекови права, врз основа на информациите кои ги добиваат од нивните дипломатски претставништва.